7 часот и 44 минути, време е за првиот разговор кој што го посветуваме на настанот кој што ќе се случува денес, утре, во петок и во сабота, буквално на целата планета. Настанот утре се случува во Македонија, насловена како глобална забава, како организатори се потпишуваат Македонска куќа и првата детска амбасада во светот Меѓаши. Како наш соговорник го имаме представникот од првата детска амбасада во светот Меѓаши, господинот Жарко Змијанац. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. И сега кажав само глобална забава 2013, од мене толку сите останати информации ги очекуваме од вас. Нешто што за прв пат и се случува на Македонија. Да, значи ваков настан од ваков размер за прв пат се случува во Македонија и имаме голема чест да бидеме дел од организаторите на овој настан, заедно со Македонска куќа. Значи, големината на настанот може да се објасни преку 120 градови ширум светот во кои ќе земе учество овој настан и 360 организации и домакини на овој настан и 360.000 познати и влијателни личности кои ќе присуствуваат на овој настан ширум светот. Познатите влијателните личности ќе ги имаме на забавите ширум светот, секако и дел од нашите познати задолжително треба да кажат да на поканите кои што им ги упативте за утрешниот настан. Кажа дека настанот се случува во Македонска куќа, како сето тоа е замислено и што представува истиот? Значи настанот ќе се одржи во четврток, утре, во 20 часот, во националниот ресторан Македонска куќа. Предвидена е богата музичка програма, традиционални јадења, традиционална македонска музика, пред се чест ни е исто и што доктор Драган Дутовски, заштитен артист на УНЕСКО, ќе биде еден од тие што ќе бидат дел од музичката програма. По него ќе има една група, еден оркестар со македонски традиционални носи, инструменти и очекуваме една голема и убава забава за овој ден. Достојно да ја представиме Македонија, очекуваме голем број на гости, значи има капацитет од 100 до 150 гости. Тие што се уште не најавиле свое присуство, ги советувам да го најават побрзо, со цел да имаме, значи, увид на гостите кои ќе бидат присутни. За да има место за секого. Да има и место, да. На овој настан ќе бидат доделени благодарници, значи секој што ќе присуствува ќе добие благодарница. Препорачена цена за овој настан е 1200 денари. Значи во светот, во Лондон, поточно глобалната забава, имаат други предвидени цени, меѓутоа во Македонија тоа го сметаме дека 1200 денари е една разумна цена со која и граѓанската организација Меѓаши ќе има дел за своите активности и ќе може да се изорганизира од секој аспект овој настан. Што значи дека 1200 денари се билетот за да присуствувате на забавата? Значи нема да биде тоа билет, тоа ќе биде донирање во касичка од Меѓаши на самиот влез во националниот ресторан Македонска куќа. Во Лондон тоа го имаат предвидено поинаку, како што кажав. Значи предвидено е секој присутен да донира онолку колку што вреди 1 час од неговото работно време. Да, тоа таму го имаат така предвидено, ние тука се решивме дека поедноставно ќе биде со тие 1200 денари најава. Да, ако одевте по принципот на луѓето од Лондон, тогаш многу помалку пари ќе требаше да остават во касичката, затоа што далеку 1 час на македонскиот работник чини 1200 денари, за жал. Да. Сега, значи, тие 1200 денари се задолжителни за сите присутни, меѓутоа не значи дека некој кој што сака да донира повеќе не може да го стори истото. Така, тоа е препорачена влез. Почетно, така. Значи, очекувано е секој што ќе присуствува на настанот да донира 1200 денари, по желба и повеќе. На овој настан ќе имаме изложено уметнички слики, бидејќи сметавме дека ќе бидат ќе влезат во еден убав концепт заедно со традицијата, македонската храна, музика, убаво ќе биде уметноста да се вклучи, со што овие уметнички дела исто така ќе бидат на продажба. Секој љубител на уметнички дела може да ги види, значи ќе бидат изложени 20 до 30 уметнички дела од познати уметници од Македонија и тоа е уште еден може да ги купи, така? Да, тоа е уште еден начин на кој ќе се обидеме да прибереме средства за нашите директни сервиси за помош и активности. Да, токму тоа беше моето следно прашање, со средствата кои што ќе се соберат, што ќе се прави? Значи со средствата тие ќе бидат наменети за нашите директни сервиси. Меѓаши функционира веќе 21 година и значи има карактеристични директни сервиси за помош како што е дневниот центар за деца кои не одат на училиште и SOS телефонот како и бесплатна правна поддршка.
Значи, овие сервиси функционираат без разлика дали има средства за нивно функционирање, дали се проектно поддржани или не. Ние, како знаеме, успеваме да генерираме приходи со помош на граѓаните, со помош на големи бизнис компании кои ни помагаат во тоа. Така да најголем дел од овие средства кидат за тоа. Меѓутоа исто така и за активности на меѓаши, како што се промоција на односот родител-дете, тоест подсетување на родителите за важноста на тој однос, потоа за борбата против педофилија, Така, сите оние активности така кои што се дел од вашето секојдневие. Оно што ме интересира, рековте дека видни личности насекаде во светот, во сите тие бројни забави кои што ќе се организираат паралелно, кого се поканивте од Македонија? Од Македонија имаме покането, значи, амбасадори, министри, познати личности, уметници, писатели, глумци, така, спортисти, значи голем круг на луѓе, преку 500 покани имаме пратено. Очекуваме голема посетеност, како што кажав. Се надевам дека граѓаните ќе ја препознаат важноста на овој настан. Значи, настанот ќе се одржи, како што кажав, во преку 120 градови во светот, преку 360.000 познати и влијателни личности ќе бидат присутни на овој настан. Со што очекувам дека и во Македонија ќе дадеме една добра слика на нашето општество, на филантропијата, на хуманоста во Македонија. Која секогаш сме имали тоа како. Точно така. Ви благодарам многу, Змијанат, за гостувањето, ви посакувам успешна забава и нека слушне светот за тоа како ние знаеме да организираме нешто, кога треба да се соберат пари кои што ќе бидат наменети првенствено за најмилите и најдрагите, тоа се секако децата, преку активностите кои што ги спроведува милјаши. Ви посакувам убав ден. И јас исто ви благодарам на поканата. Во продолжение одиме со вториот блок на реклами, а сите оние кои што не го слушна првото моје обраќање кога почна емисијата, во 8 часот во нашето студио го очекуваме господинот Маријан Ристевски, градоначалник на Прилеп, зборуваме за Пиофест 2013, а во 8:30 го очекуваме нашата македонска гордост, човекот преку кој што се идентификува македонскиот спорт, Кирил Лазаров, кој што не само што ќе дојде, ќе раскажува за неговиот договор со Барселона и книгата 7, туку ќе има можност и да подари дел од својата книга на оние кои што ќе имаат среќа први да не добијат. Одиме со реклами.